на Гевгелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисии. Петков. Добар ден, почитувана председателка, почитувани членови на Совет, колешки и колеги, почитувани представници на локалните медиуми и почитувана јавност. Извештај од точката број 8, што беше разговарана на комисиите, е предлог решение за формирање комисија за изработка на програмата за работа на Совет на општина Гевгелија за 2026 година. За членови на горе наведената комисија се именуваат следниве членови на Совет: Сара Маркова како председател, Игор Илков, Надица Ристовски, Николчо Петров и Зоран Димитров за членови. Тие се нашите предлози. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Точка 8. Решение за формирање комисија за изработка на програмата за работа на Совет на општина Гевгелија за 26. Констатирам дека предлог решението по точка 8 е усвоено со 17 гласа за. Точка 9. Предлог решение за формирање комисија за селекција за избор на членови во управниот и надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналис Гевгелија. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Петков, повелете. Почитувани, во прилог извештај од предлог решение за формирање комисија за селекција за избор на членови во управниот и надзорниот одбор на јавното комунално предпријатие за комунални дејности Комуналис. Со ова решение се формира комисија од 6 членови, 3 члена и 3 заменик члена за селекција за избор на членови на управниот одбор и надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналис Гевгелија. За членови на горе наведената комисија се именуваат Оливера Крстова, вработен во општина Гевгелија, за председател, Наташа Шуклева, вработен во општина Гевгелија, за заменик председател, Томче Јанкуловски, вработен во Оделението за управување со човечки ресурси во општина Гевгелија, Весна Хаџикојчева, вработен во Оделението за управување со човечки ресурси во општина Гевгелија како заменик член, Савче Чорлинова Костова, вработен во ЈПКД Комуналис Гевгелија за член, и Вера Митрова, вработен во ЈПКД Комуналис Гевгелија за заменик член. Комисијата од член 1 на ова решение е должна да ја спроведе постапката за селекција на кандидати по објавениот јавен повик за пројавување интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на управниот и надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналис Гевгелија во согласно со Законот за јавни предпријатија и правилникот на формата и содржината на јавниот повик, за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор за член на управниот и надзорниот одбор на јавното предпријатие, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидати. Благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, го ставам предлог решението по точка 9 на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Дали е некој против? 4. Воздржани? 20. Констатирам дека предлог решението од точка 9 е усвоено со 12 гласа за, 4 против и 2 воздржани. Како што договоривме по усвојувањето на дневниот ред, разгледувањето, дискутирањето на од точка 10 до точка 29, заклучно со точка 29, ќе ги разгледуваме заедно, а ќе гласаме поединечно за нив.
Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Од точка 10 до точка 29. Точка 10. Предлог решение за разрешување членови во училишниот одбор на Јосиф Јосиповски Гевгелија. Точка 11. Предлог решение за именување членови во училишниот одбор на Јосиф Јосиповски Гевгелија. Точка 12. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на Јавната општинска установа Работнички универзитет Кирил и Методија Гевгелија. Точка 13. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Работнички универзитет Кирил и Методија Гевгелија. Точка 14. Предлог решение за разрешување членови на управниот одбор на Дом на културата Македонија Гевгелија. Точка 15. Предлог решение за именување членови на управниот одбор на Дом на културата Македонија Гевгелија. Точка 16. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија. Точка 17. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија. Точка 18. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на Јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Точка 19. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Точка 20. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на Јавната општинска установа Детска градинка Детска радост. Точка 21. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на Детска радост Гевгелија. Точка 22. Предлог решение за разрешување членови во одборот за надзор за вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење на Детска радост Гевгелија. Точка 23. Предлог решение за именување членови во одборот за надзор за вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење на Детска радост Гевгелија. Точка 24. Предлог решение за разрешување членови на управниот одбор на Комуналец Гевгелија. Точка 25. Предлог решение за разрешување на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Комуналец Гевгелија. Точка 26. Предлог решение за разрешување на член во Општинската комисија за проценка и утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарни непогоди во општина Гевгелија. Точка 27. Предлог решение за именување член во Општинската комисија за проценка и утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарни непогоди во општина Гевгелија. Точка 28. Предлог решение за разрешување член во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гевгелија. И точка 29. Предлог решение за именување член во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гевгелија. Отворам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Петков, повелете. Ви благодарам, председателка. Да преминеме со извештајот. Точка број 10. Предлог решение за разрешување членови во училишниот одбор на СОУ Јосиф Јосиповски Гевгелија. Во училишниот одбор на Средното општинско училиште Јосиф Јосиповски Гевгелија се разрешуваат 3 члена како представници на општината поради истек на 4-годишниот мандат, и тоа Делиборка Костадинова од Гевгелија со завршена висша стручна спрема, Павлинка Ичева од Гевгелија со завршена ВСС дипломиран професор по оделенска настава и Розита Андонова од Гевгелија со завршена ВСС дипломиран психолог. Сега да преминеме на точка број 11, а тоа е предлог решение за именување членови во училишниот одбор на СОУ Јосиф Јосиповски Гевгелија. Во училишниот одбор на Средното општинско училиште Јосиф Јосиповски Гевгелија се именуваат 3 члена како представници на општината, и тоа Далиборка Костадинова, што има завршено ВСС дипломиран менаџер по бизнес и логистика. Се именува лицето Спаска Брзилова Мичева, која што има завршено Биотехнички факултет Битола, одсек преработка на анимални производи, и лицето исто така има педагошка доквалификација на педагошкиот факултет во Битола и
се предлага лицето Маја Мичова Ристовска, која исто така е дипломиран професор по оделенска настава. Преминуваме на точка број 12, предлог решение за разрешување на членови во управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет Кирил и Методий Евгелија. Во управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет Кирил и Методија се разрешуваат два члена представници на општината поради истек на мандатот, и тоа Вера Љатева и Маријан Боевски. Точка број 13. Предлог решение за именување на членови во управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет Кирил и Методија Евгелија. Во управниот одбор се именуваат лицата Маријан Боевски, кој што има завршено факултет за бизнис и логистика одсек туризам, и лицето Верка Љатева, која што е дипломиран инженер, технолог и моментално е вработена како државен инспектор за животна средина. Точка број 14. Разрешување членови во управниот одбор на ЈОУ Дом на култура Евгелија. Во управниот одбор се разрешуваат 3 члена поради истек на мандатот, од кој што Трајко Арџанлиев е како представник на општината, а двата члена се од редот на вработените, и тие се Силвестар Проле и Ѓургица Петкова. Точка број 15. Решение за именување членови во управниот одбор на ЈОУ Дом на културата Македонија Евгелија. Се именуваат лицата Златко Кованцелиев, магистар по класична археологија на Универзитетот Свети Кирил и Методий Скопје, и исто така се именуваат лицата вработени во институцијата Силвестар Проле и Ѓургица Петкова. Точка број 16. Решение за разрешување членови во управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом Јосип Броз Тито Евгелија. Овде се разрешуваат 5 члена поради истек на 4-годишниот мандат, и тоа се членовите представници од општината Магдалена Катранчева, Виктор Трајков и Марија Тодов, и 2 члена од редот на вработените Владо Коциров и Ато Мурџи. Како? Муров, се извинувам. Предлог решение за именување на членови во управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом Јосип Броз Тито Евгелија. Овде се именуваат лицата Магдалена Катранчева, која што има завршено педагошки факултет, лицето Вилма Станкова, која што има завршено дипломиран преведувач од англиски јазик на македонски и обратно, односно филолошки факултет. Се лицата. Добро, точка број 18. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на ЈОУ Библиотека Гоце Делчев Евгелија. Овде во управниот одбор се разрешуваат вкупно 4 члена, од кои двајца се представници на општината, Рајна Ристовска и Гордана Темелкова, и од редот на вработените во установата се разрешуваат Даниела Боева и Кита Боева. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на ЈОУ Библиотека Гоце Делчев Евгелија. Овде се именуваат лицето Рајна Ристовска, која што е дипломиран педагог, и лицето Гордана Темелкова, која што има средна стручна спрема, а од редот на вработените се Мими Петкова и Ѓорги Дебниковски. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на ЈОУГД Детска радост Евгелија. Овде се разрешуваат членовите во управниот одбор заради истек на мандатот. Тоа се лицата Викторија Јанкуловска, Елизабета Митрова и Анета Станкова. Точка 21. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на ЈОУГД Детска градинка Евгелија. Во управниот одбор се именуваат тројца представници на општината, а тоа се лицето Викторија Јанкуловска, Ивана Вегова и Андонија Ичева. Викторија Јанкуловска има завршено правен факултет на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Ивана Вегова е дипломиран
дипломира на Универзитетот за туризам и бизнес логистика Гоце Делчев Штип, насока туризам и организација на културни настани. И лицето Андонија Ичева има завршено ликовен факултет. Ликовна академија, графика 4 годишна. Точка број 22, предлог решение за разрешување членови во одборот за надзор на вршење на внатрешната контрола на материјално-финансиското работење во ЈОУ детска градинка Гевгелија. Се разрешуваат 4 члена заради завршување истек на 4-годишниот мандат, тоа се лицата Оливера Крстова, Ѓургица Бажинова, Јулија Беќарова и Јорданка Белчева Станкова. Точка број 23, предлог решение за именување членови во одборот за надзор за вршење на внатрешна контрола на материјално-финансиското работење ЈОУГД детска градинка Гевгелија. Во овој одбор се именуваат следниве 4 члена: Блајица Карагонова, Тодор Јованов, Ѓургица Кованцелиева и Ивана Чабулева. Блајица Карагонова е дипломиран економист на Департман надворешна трговија при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Ѓургица Кованцелиева има високо образование на Филозофскиот факултет, насока социјална работа и социјална политика. Тоше Јованов е има високо стручно спрема 4 години дипломиран правник и има положен правосуден испит, има 10 години работно искуство како адвокат. И лицето Ивана Чабулева има завршено мастер студии, смер маркетинг и е магистриран магистар по маркетинг. Точка број 24, предлог решение за разрешување членови на управниот одбор на ЈПКД Комуналец Гевгелија. Овде се разрешуваат 4 члена заради истек на мандатот, а тоа се Весна Батанџиева, Емилија Ристова, Душка Андонов и Ристо Карпов. Точка број 25, предлог решение за разрешување членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД Комуналец Гевгелија. Заради истек на мандатот се разрешуваат членовите Вили Старделова, Александра Трајкова и Катерина Атанасова. Точка број 26, предлог решение за разрешување член во Општинската комисија за проценка и утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарни непогоди. Во оваа комисија се разрешува лицето Игор Илков заради конфликт на интереси. Сам си поднесува оставка да нагласам. Точка број 27, предлог решение за именување член во Општинската комисија за проценка и утврдување на висината на штетите предизвикани од елементарните непогоди во општина Гевгелија. Овде се именува лицето Стојан Делев од Гевгелија, кој што е дипломиран земјоделски инженер на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, Универзитет Свети Кирил и Методиј и моментално е запишан на магистарски студии одсек лозарство и винарство. Точка број 28, предлог решение за разрешување член во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гевгелија. Од функцијата член на локалната комисија се разрешува лицето Ѓорѓе Попов, член на Совет. Точка број 29, предлог решение за именување член во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гевгелија. Овде се именува лицето член на Совет Анета Станкова. Сите дополнителни прашања што ги имате, слободно. Ви благодарам. Благодарам. Петков, дали некој се јавува за збор? Тодоров, па не. Имајќи предвид дека ние како советничка група, односно советници од Левица, јас и колегата Никола Петров, не сме членови на оваа комисија за именување, мандатната комисија, сакам да нагласам и на јавноста да ја биде јасно дека овие предлози
не се предлози на Советот, ниту на Комисијата, туку ова се предлози на владеачкото мнозинство, односно на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека со ова ја бетонирате вашата апсолутна власт, но ја бетонирате и вашата апсолутна одговорност за сите институции, имајќи предвид дека до денес не бевме известени како советници кои се сите овие членови кои ќе бидат именувани, а требаше да знаеме, бидејќи сме советници и треба да гласаме. Ве слушав внимателно, напоменавте дека во управен одбор на библиотеката Гоце Делчев ќе влезе лице со средна стручна спрема. Не знаеме ни која средна стручна спрема е, но тоа не е во ред. Таа институција која што треба да има управен одбор, односно тој управен одбор е првото тело кое што е одговорно за работата на истата институција. Имавте лица именувани во Детска радост, например, управен одбор, туризам. Не знам што има туризмот врска со градинките. Веројатно таму ни требаат лица во делот на психологијата, во делот на она што е сродна општествена наука со дејноста која што ја врши детската градинка, дали се логопеди и така натаму. Во однос на најинтересно беше вашиот предлог одборот за надзор за вршење на внатрешна контрола на материјалното и финансиско работење на градинката Детска радост. Предлагате филозоф, правник, надворешна трговија и маркетинг, ова ви се предлозите. Од овие, јас одговорно ви тврдам дека ниту еден нема никаква доперна точка со внатрешна контрола на материјално и финансиско работење и доколку го прочитате Законот за јавни предпријатија, еве формиравте комисија и за избор на членови на надзорниот одбор на комунална чистота, тоа треба да бидат лица кои што се во надзорниот одбор, лица со минимум 3-годишно искуство и лица со завршен економски факултет, односно во делот на ревизија, во делот на сметководство, а не во делот на надворешна трговија и маркетинг. Толку имам да кажам. Колеги, нека вие честито, знам дека ќе си ги гласате, вие си ги напишавте, вие си ги предложивте, ама вие ќе си ја сносите одговорноста во однос на сите други членови кои што се предложени, кои што ги исполнуваат условите. Немам што да додадам, нека се ја вршат совесно и честно работата, а ние како совет сме тука да ги контролираме. Благодарам. Благодарам, Тодоров. Неловски Попов. Ако е реплика, да. Репликата ќе биде кратка, само во делот каде што не се согласувам со констатацијата изречена тука во врска со работењето на комисијата. Значи вака, комисијата не е составена само од членови на советничката група од ВМРО-ДПМНЕ. Тоа го знаете. На комисиите вчера сите кои беа тука присутни во сала има можност да се запознаат со биографиите на лицата кои се предложени за соодветните тела, има можност да настапуваат со дискусии, а останатите членови на комисијата за избор и именување кои не се од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ имаа право директно или индиректно вие преку нив да доставите предлози кои што комисијата секако дека ќе ги разгледуваше. Од тука истите ги констатацијата само во тој дел вие сметам за неприфатлива, а инаку вашето мислење го почитувам. Доколку вие сметате дека идејата на советничката група била да инсталира само своји луѓе, тука сигурен сум дека не можам тоа да ви го променам. Меѓутоа,
Тоа што се случува реално на терен, укажува дека тој не е баш така. Се водеше сметка за компетенција. Лицата кои што слушнавме дека се предложени тука ги имаат соодветните биографии, ги имаат соодветното образование, ги имаат соодветното искуство и јас сум уверен дека тие ќе одговорат на барањата кои што ќе бидат поставени пред нив понатаму во нивната работа. Благодарам. Благодарам. Петков, можеш да одговориш на прашањата, меѓутоа може и на крајот, откако ќе постават сите прашања, па да одговориш така. Може? Благодарам. Неловски? Повелете, Петрос, процедурално. Почитувана председателка на Совет, вие добро знаете дека на координацијата што ја правевме ние, координаторите од советничките групи кај вас во општината за начинот на одржување на седниците на Совет, се договоривме како да ги водиме тие седници на Совет. Јас како председател на Комисијата за статут и прописи, кој што беше закажено во 10,5 часот, сега може да заклучам дека намерно може беше закажено понапред во времето од другите комисии кои што сите беа во 11, вклучително и на колегата Петков, во 11 часот, не ја почна во 11 часот, иако јас бев тука присутен во 11 часот, неговата комисија требаше да биде прва, закажено, да ги имаме на увид сите овие ваши предлози за членови на управниот одбор. Ние на нашата комисија, јас на комисијата која водев, не можев да имам расправа по овие предлози, бидејќи ги немавме предлозите. А нашата комисија закажена во 10,5 часот. Како ние ќе правиме расправа, како ќе предложуваме имиња, кога тој на крајот во 12 или до 12 часот бев тука, не беше почнала комисијата негова. И сега, се надворцам на колегата Попов, кој е тука во право? Ние како сме можели да доставуваме предлози, кога ние ја поминавме комисијата во 10,5 часот, немавме никои предлози. А секогаш до сега пракса било таа комисија да се дава прва. Па после да доаѓат материјалите во следните комисии. Така да мислам дека не сте во право да го. Благодарам. Благодарам. Процедурално? За контра... Повели? Да. Почитуван колега Попов, ќе морам да констатирам уште еднаш дека овој совет вие си го препишавте вам како владеачко мнозинство со првиот потек, а тоа е формирањето на комисиите. И тоа што во комисиите не застапивте јасно сите, вклучително сите групи, туку напротив ни беа одредени кои комисии би можеле ние да ги добиеме. Значи не е работата да ги добиеме, работата е да учествуваме во комисиите. А во однос на вашата констатација дека преку други преку други советнички групи сме можеле да интервенираме на комисијата, за жал тоа не е нивна обврска. Ние немаме што да бараме од другите, ние сме си сами за себе и за граѓаните кои што гласале за нас и не гласале за нас. Но ваква постапка во однос на предлагањето на членови на управни и надзорни одбори и тие констатации кои што ги констатирав, тие мали аномалии во однос на нивното несовпагање, образовно несовпагање со таа функција што ќе ја вршат, тоа е факт, но мислам дека нема што да должиме повеќе, правете што сакате. Благодарам. Благодарам. Миловски? Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници, почитувана гевгелиска јавност, добар ден. Значи, јас како представник на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија,
Поделам истото мислење со претходните дискутанти, така да вчера на Комисијата за избор и именување немавме можност да дадеме ние предлози за овие управни одбори во наведените институции. А и од оно што го знаеме, досега било пракса, барем после таа комисија, да добиеме на писмено материјал, за да може да ги разгледаме тие предлози и денес на самата седница да може да дискутираме доколку имаме некоја дискусија за самите лица. Така да би сакал во иднина, доколку е можно, барем да ги добиеме предлозите на време, за да може и ние да земеме учество во дискусија по истите. Благодарам. Благодарам. Попов, реплика на Неловски? Повели. Иста ви е дискусијата како на колегата од Левица, сличен ќе биде одговорот. Колегата Петков, тука беше со сите материјали кои што се поврзани со лицата кои ќе бидат потоа предложени како членови на соодветните тела кои се тука наведени во овие 19 точки. Можевте вчера на комисија да ги побаравте во секаква форма. Можеа да бидат фотокопирани и да ви бидат доставени уште вчера, па цел ден ги имавте да ги гледате, можеа да ви бидат скенирани и пратени на мејл, можете да ги имате во било која форма која што вие ќе ја понудевте како најприфатлива и најсоодветна за вас. Вие тоа не го направивте. И конечно, кога во претходната дискусија кажав дека не сите членови на Комисијата за избор и именување се од ВМРО, вие знаете кој е петтиот член и од која политичка партија? Не од Левица, точно. Зошто не ги искористивте сите тие можности за да го имате денес како материјал сето оно што ви е потребно за потоа соодветно да учествувате во оваа расправа. Така што и вашата констатација ја отворам како неприфатлива, исто како и претходно на колегата Тодоров. Благодарам. Благодарам, Попов. Петков. Тодоров, имаш реплика или? Контрареплика Неловски, повели. Моля? Почитувам колега Попов, дали законска обврска е да ги добиваме материјалите или ние треба сами да ги бараме од владеачкото мнозинство во Советот за да нешто добиеме? Ако треба се да бараме, тогаш во ред, меѓутоа законска обврска е да ги добиеме материјалите, да ги добиеме. Доколку нешто не добиеме, тогаш реагираме. Благодарам. Благодарам. Ристо Георгиев, повели. За збор? Ти си по прв пат, да. Да, беше прв пат. Благодарам, председателка, почитувани советници. Ќе бидам краток. Значи, во право се и советниците од Левица и советниците од СДСМ, во право се и советниците од ВМРО. Тука за тајле службите кои не ни ги испратија материјалите и членовите на управни надзорни одбори требаше да ги имаме денес во писмена форма, уште од почетокот на седница, да можеме да ги разгледаме. Значи, тоа не е работа на Советот, тоа е работа на стручните служби од општина Гевгелија. Јас сум овде со најдолг мандат, пауза од 4 години, никогаш не се случило да немаме во писмена форма сите именувани луѓе да ги имаме пред нас, сите членови. Требаше да ги имаме, а се уште не е касно и за советниците од Левица и советниците од ВМРО да предлагат нови членови во Советот, во управните и во надзорните одбори, па ќе ги изгласаме, можеби ќе бидат постручни. Ако мислиме дека некој не е компетентен, можеме со име и презиме да гласаме дека не сакаме да биде, а ќе предложиме нов член. Ако веќе имате такви предлози, изволите, седницата се уште трае, не е завршено ништо, можеме да предлагаме и да направиме промени
во овие спискови. Благодарам. Благодарам, Георгиев. Тодоров, дали некој друг се јавува за збор по прв пат? Тодоров, повелете. Клучно прашање, колега Петков, како председател вие на таа комисија, да и објасните на гевгелиската јавност, а и на нас како колеги советници, како се одвиваше процесот и изборот на овие кандидати. Да ми објасните на сите нам. Зошто токму овие лица се, зошто не се сосем други? Благодарам. Повелете на го. Благодарам. Попов, реплика на Тодоров. Може би најкратката реплика, од кога сум советник. Тоа е прашање за комисија, не е за совет. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Петков, повелете. Ви благодарам, председателке. Најпрвен сакам да започнам од комисиите. Значи, комисиите, односно комисијата на матична, која што ги донесе овие извештаи и заклучоци, беше уредно закажан. Кога дојдов јас и исто така ја прашав општинската администрација, дали не е попаметно мојата комисија да биде прва. Јас добив одговор дека било договорена координација да одат точките кои што имаат комисиите кои што имаат најмалку точки да бидат први, а тие што имаат најмногу да бидат последни. Истото и на мене не ми беше логично и јас бев присутен од првата комисија се до мојата. Значи јас сум останал и на комисии каде што не сум член и ја имав можноста да учествувам во работата на тие комисии. Доколку вие, колеги советници, сте сакале да учествувате во работата на комисијата, за тоа сте ја имале таа можност да го направите тоа и деловнички и статутарно. Може би не би имале право на глас заради тоа што не сте членови на таа матична комисија, но имате право да дадете предлози и да учествувате во дискусијата за истите. Зошто во тој термин точно, значи за времетраењето е, и јас не знам зошто било тоа така направено, че не кажувам јас во колку часот ќе биде, туку се информирав од материјалите кои што на мене ми беа испратени на увид. На тој ден, вчера, односно на таа комисија бевме присутни вкупно 4 од 5 члена. Тие 4 члена што бевме на таа комисија, разговаравме за секоја точка одделно, значи за секоја точка одделно, кои лица да ги предложиме, предходно разговаравме пред да започне комисијата, кои лица може да ги предложиме. И од тие лица беше побарана биографија која што во тој даден момент до започнување на комисијата 95% од биографиите ни беа испратени од тие, беа исконтактирани и не беа испратени од тие лица. Последното прашање зошто баш овие лица, во 50 пола ќе го одговорам сега, пола ќе го одговорам на крајот. Првата половина од овото прашање ќе ви одговорам. Дел од лицата што сега се избрани били и претходно избрани членови. Имајќи предвид, така еве конкретно за библиотеката, откако тој управен одбор и тој директор ја води таа дадена институција, библиотеката има многу позитивни резултати, има организирано многу настани и се има афирмирано на гевгелиската јавна сцена и пошироко, што претходно не било случај како што е баш во тој 4 годишен мандат и затоа баш тие луѓе се останале на тие места. Исто така ги исконтактиравме претходните членови на сите други, се извинувам, управни одбори, дали сакаат, бидејќи соодветно си ја вршат работата, дали сакаат да бидат пак предложени. Тие што се откажале заради своји лични причини, се заменети со други. Значи, да го заокружам ова, ние пред да започне комисијата ги исконтактиравме луѓето,
тие што сакаат да останат и што си ја имаат покажано дека си ја вршат работата соодветно одговорно, се оставени тие луѓе што кажале дека од лични причини не можат да ја обавуваат таа функција. Исконтактиравме други за да бидат нивна соодветна замена. Тоа е за библиотеката, за комисијата. Во врска со биографиите, колега Тодоров, јас сакам да ви кажам дека конкретно ми кажахте за неколку лица, еве ќе го земам лицето Ѓургица. Значи, таа има завршено на филозофскиот факултет во Скопје, но тоа не значи дека таа е специјалноста, туку специјалноста е социјална работа и социјална политика, што е директно поврзано и со работа на градинките. Тоа е едниот дел, а другиот дел е тие што имаат завршено економски факултет. Тие се најпрвин во звањето дипломирани економисти, независно која е понатамошната специализација. Во македонскиот високообразовен систем во првите 2 до 3 години се учат општи предмети од полето на економијата и финансиите, а потоа се конкретизира. Затоа нема потреба да се манипулира јавноста. Ако одиме во бројки за управниот одбор на градинката Детска радост Гевгелија, имаме дипломиран, значи имаме дипломиран економист, значи првата е дипломиран правник, значи директно поврзано, значи ти треба правник во таква институција. Втората беше, се извинувам, не ги знам на памет, насока туризам и организација на културни настани, значи организација на културни настани, која што градинката организира такви активности поврзани со работата, имаат приредби и такви работи. А број 3 е ликовна уметност, која што во градинките и во нивната програма за работа имаат и такви, во нивното работење имаат и такви предмети за кои што се оспособуваат децата во систематизацијата. Исто така има специфични работни места кои што бараат да има такви вработени стручни лица. Затоа не беше на нас важно во управниот одбор да има лица од различни позадини кои што ќе можат оптимално да придонесат во работењето на управниот одбор. Кога станува збор за надзорниот одбор, имаме две лица економисти, значи дипломирани економисти, имаме дипломиран правник и четвртиот што беше? И социјална политика, значи конкретно пак да повторам, социјална работа и социјална политика што сепак е тесно поврзано со таа област. Значи материјално-финансиско работење, 2 економиста, 1 правник и исто така да има нешто приближно со браншата социјална работа и социјални политики. После тоа да заокружиме дека и исто така сакам да потсетам дека на комисијата, значи завршно сакам да потсетам дека на комисијата кога беа предложени имињата се отвори претрес и никој не се јави за збор. Од мене истото беше прашено дали е потребно, значи од редот на присутните, да бидат испратени биографии и беше одговорено негативно, инаку истото ќе беше веднаш реализирано во соработка со општинските служби. Сето ова што го направивте, мислам дека е ваш колективен театар и мислам дека само сакате да несете дамка и да го извалкате нормалното и соодветното работење. Не е културно да се смешкате, јас вас убаво ви изслушав, бев културен и достоен и мислам дека не е во ред и не е достојно такво однесување за време на седница на Совет, заради тоа што ние сме тука испратени да ги представуваме ставовите и мислењата на нашите граѓани, а не сме тука да се смешкаме и да се забавуваме. Ви благодарам. Благодарам. Реплика? Не одговор на вашето прашање.
Одговор на вашето прашање. Молим? Реплика? Реплика. Контрареплика, тоа добро. Почитуван колега Петков, вашето излагање беше смешно, не дека јас не ве почитувам. Вашата констатација беше смешна, значи, и јавноста ќе види и ќе процени, значи. Не знам од каде да почнам, ама еве, ајде пак некој прашање плюс минус, пак ќе ви поставам па да видам кој манипулира и како. Покажавте на говорница дека не ги знаете членовите точно на памет со име и презиме, а вие ги предложивте на комисија, така? Сите. Вие ги предложивте, така? Не ги знаете, значи бидејќи не ги знаете, очигледно е дека станува збор дека сте дошле со спремен список. И ги читавте, кога ги предлагавте, ги читавте по список. Тој список некаде е изготвен, не може да биде изготвен на самата комисија, на која што јас не учествував, ниту представник од политичката партија Левица, односно колегата Петров. Врз основа на кој критериум вие сметате дека ова се најдобрите кандидати? Ве прашав, не ми одговоривте, вртевте на округло на кјош и изборавте дека јас сум манипулирал тука на говорница и со јавноста. Еве, вие одговорете ми врз основа на кој критериум, дали вие сами одлучивте, дали вие формиравте тело, бидејќи, ако се сеќавате на денешната седница, имавме точка на дневен ред предлог решение за формирање комисија за селекција за избор на членови на управниот и надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија. Тоа знаете зашто е така. Затоа што законот за јавни предпријатија тоа го наложува. И сега тие членови ќе бидат избрани по пат на оглас, односно нема да останат луѓе кои што се дискриминирани, а кои што еве можеби сакале. Не сум јас тој што треба да пресуди кој ќе биде во управен или во надзорен одбор. Не сте ни вие, иако си давате за право. Треба да постои јавен оглас. За жал, тука во овој дел, во сите овие други точки, не е регулирано ова прашање и се остава на политичките партии кои што се на власт, директно од штабот да номинираат дел, не сите, дел од тие членови на управни и надзорни одбори, да номинираат за работа во истите. Тоа не е во ред. Ние не ги вклучуваме сите граѓани, ние не ги вклучуваме најдобрите кандидати. Еве, излезете јавно и гласно, потврдете дека ова се најдобрите кандидати според вас, што ги номиниравте за да се именуваат. Еве, кажете ја постапката. Или се собравме на комисија, дојдов со список, ова е ова, завршивме работа, утре имаме седница на совет, јас ќе ги прочитам, ние ќе гласаме, овие ќе се изборуваат од СДСМ, од Левица, независни и ваму таму, и завршат. Не на работа зборувам дека постапката е тотално погрешна. Затоа зборувам. Може би да бевме и ние членови во комисијата, може би ќе предложивме друг начин за избирање на овие членови на управните и надзорните одбори. Немаше да биде по список. Зборувате дека социјална работа и социјална политика било сродно со надзорен одбор на материјално и финансиско работење. Тоа го кажавте. Ако не памтите, ќе се видите на снимката. Социјална работа и социјална политика, да, може со тој факултет, но во управниот одбор на градинките, во надзорниот одбор, ако убаво знаете, пошто ми државте предавање мене, што сум дипломиран економист на Универзитетот Кирил и Методиј, одсек надворешна трговија, ми државте мене предавања кои предмети сме ги имали ние прва и втора година. Ние имаме основи на сметководство, колега, да имаме материјално и финансиско работење. Основи. Да молам,
Мислам, немам лично против вас ништо, но мислам дека целиот овој процес за номинирање на членови на управни и надзорни одбори од страна на политичките партии е погрешен. Нам ни требаат најдобрите кандидати, најзаинтересираните, а не членовите на партијата, оние послушните. Благодарам. Благодарам се. Процедурално е. Благодарам, председателке. Јас најпрво да се извинам на гевгелската јавност, бидејќи ова пак излеваме тука на говорница со капути, бидејќи температурата овде на воздухот е малку под минимално пропишаната. Значи, од вас барам за следната седница на Совет да бидат обезбедени пристојни услови овде за работа. А втората моја забелешка се однесува на таа координација што ја работевме, што ја договаравме кај вас. Јас тогаш на таа координација ви дадов бланко поддршка од мене за како ќе ги договориме да ги работиме комисиите, но сега од играта на зборови на колегата Петков, значи кој што кажа дека комисиите со најмногу точки било договорено на координација да одат најпоследни на така кажавте, нели? Ако не се грешам, така кажавте, да. Значи, мојата комисија, колега, и почитувана председателка, беше со најмногу точки, а одевме први. Значи, на таа координација не сме се договориле така. И затоа сега се мислам дали да давам исто така бланко поддршка на тие координации за начинот на водење на комисиите, бидејќи вие на самата оваа прва седница после координацијата докажавте дека не се почитува тоа. Благодарам. Благодарам. Ако ми дозволите, јас процедурално да му одговорам на членот на Совет Петров. На координацијата се договоривме дека Комисијата за статут и прописи ќе заседава посебно, затоа што таа треба да ги идентификува, како впрочем што е и задачата на таа комисија, сите евентуални недостатоци, прописи, технички од каков и да е тип, и треба да даде зелено светло на точките дали ќе поминат, односно ќе преминат како точки на дневен ред и да бидат разгледувани од останатите комисии. Да, Комисијата за статут и прописи има најмногу точки на дневен ред. Всушност, сите точки кои се предложени за точки на дневен ред за Совет, за било која седница на Советот, најпрво ги идентификува како исправни, како комплетни, техничка документација подготвена во прилог со се Комисијата за статут и прописи. И они се филтерот, затоа и така договоривме, а мислам дека не бев сама на координацијата, така договоривме таа комисија да заседава посебно, за да даде зелено светло понатаму на останатите комисии да може да работат по точките од дневен ред, соодветно на нивните комисии. Понатаму, исто така се договоривме дека комисиите во прилог на практичност и рационалност, доколку има сродни точки, ќе заседаваат заедно, како што налага всушност и деловникот за работа на општина Гевгели. Во прилог на пак ќе кажем, на рационалност и практичност договоривме комисиите кои имат помал број на точки да одат напред со цел да бидат ослободени оние кои не се членови на останатите комисии и одлучиле дека нема да присуствуваат на останатите комисии. Додека комисиите кои имат поголем број точки од дневен ред, всушност и треба да учествуваат и да бидат вклучени во расправата и во одлучувањето на истите точки по дневен ред. Не знам зашто сметате дека не сме се разбрали или нешто е изиграна вашата бланко доверба која сте ја дале на таа координација. Тука во салава има присутни од останатите советнички групи кои беа присутни на таа координација и сметам дека работите останатите председатели на комисии и координатори на советничките групи тоа го спроведоа вчера, на вчерашниот ден, кога се состануваа комисиите. Исто така ги подсетувам и членовите на Советот, членови на комисии во исто време, дека имат право и обврска да присуствуваат на комисиите на Советот на општина Гевгелија, а сите оние членови на Совет кои не се членови на конкретна комисија може да присуствуваат, да учествуваат во дебатирањето, во дискусиите по точките кои се на дневен ред на комисијата без право на одлучување. Ви благодарам.
Хаджи Николова се јави за збор, повелете. Почитувана председателке, почитувана општинска администрација и колеги советници. И гевгелиска јавност. Дали може да ја превршиме оваа точка? Доста веќе од ваква дискусија. Никој, уствари секој од нас знае дека е овде избран од нашиот народ. Не заради тоа што имаме завршено ваков или таков факултет, специализација, магистратури и не знам уште што, него тоа што сме оставиле впечаток кај луѓето, како личности, а тоа почнува прво од домашното воспитување. Доста веќе со надмудрување, покажување на ароганција, со прикривање на фрустрации и горделивост пред се. Да ја превршиме оваа точка, знаеме дека се тие луѓе предложени, да ги избереме и да ја превршиме седницата. Нема зошто повеќе да дискутираме и да се вреѓаме. Срамота е ова. Дали некој друг се јавил за збор? Петков? Накратко само, сакам да резимирам дека материјалите за седницата, вклучително и за ова, ни беа испратени уште на 3 декември и во тие материјали имаше точка за разрешување и точка за именување. Во таа точка за именување, значи убаво ако се отвори и се прочита точката, се гледа јасно дека таму треба да се пополнат имиња. Значи, материјалите се известени, советниците се благовремено известени. Јас како председател на комисија само го заседавам со комисијата и бирам предлози. Јас лично тие имиња нит можам, нит сакам да ги давам, но бидејќи нема јасна, дефинирана законска регулатива за овој тип на правни лица, може и на овој начин, и праксата е била досега, да се донесуваат одлуки за именување на седница на ова матична комисија која што беше одржана вчера, а можеа сите советници да дадат своји предлози и од присутните. Тоа е едниот дел од мојата дискусија, а другиот дел од мојата дискусија е и во теорија, и во пракса, во правните лица, независно дали бил управен или надзорен одбор, секогаш се гледа да има луѓе од различни професионални позадини, за да може оптимално да работи таа институција и на подобар начин да се носат одлуките со оглед на сите засегнати страни. Затоа сакам пак да повикам да не се прави театар од овие точки, бидејќи од одбрани и за предлог се дадени најсоодветните можни луѓе. Затоа мислам дека нема потреба да ја шириме и да ја расплинуваме дискусијата и сакам да упатам едно прашање до некој од присутните на лица на оваа седница, дали од нивната политичка организација во други општини во Македонија имале и тие предлози за управни и надзорни одбори избрани баш на овој начин. Ви благодарам. Благодарам. Петков, реплика? Повели. Благодарам, председателке. Почитуван колега Петков.
не се работеше дали ние или нашите колеги ќе достават предлози за члена на управен одбор. Се работеше за процедурата, ако може да ме разберете. Не е лично против вас. Може уште не ви е позна процедурата. Тоа е во ред. Но овие членови што ги предложите вие се дел од материјалите за работа, од точките на дневен ред. Ние и до сега ние ги немаме во нашите материјали, вие ги читате овде, ама ние ги немаме на писмено материјалите. Само, значи тие материјали требаше да им бидат доставени преку службите или вчера, или завчера, или пред една недела, за да ги имаме да ги разгледаме тие материјали. Точно дека вие на комисијата може да си предложите уште и да се предложите заклучок од комисијата до службите, преку службите до сите советници. Ние ги немаме материјалите, сега ние ќе треба да одлучуваме, да ги гласаме, врз основа на вие што го прочитате овде, вашите колеги ќе дигнат рака, ние ги заборавивме имињата веќе. Значи се работи за процедурата, почитување на процедурата и начинот на работа. Дали ние ќе сме предложили или не сме предложили, тоа е наше право. Тоа сакаме да го кажеме. Благодарам. И затоа кажав вашата комисија да оди, значи најпрво дека вие го предложувате тоа, најпрво, вие тоа мислам и беше неясно зошто вашата комисија не е најпрва. Најпрво ги имате материјалите и да се доставуваат вашите материјали, вашите заклучоци од вашата комисија кај нас, кои што се потребни за работа на нашите комисии и така да носиме сите заедно заклучок. Благодарам. Сивова. Благодарам. Од моето искуство во минатиот состав на Советот, значи Комисијата за избор и именувања секој пат заседаваше пред сите други комисии. Истапуваше со имиња, од општинската администрација ни беа праќени CV-та на разгледување. Овој пат, мислејќи да направиме добро после координацијата, председателке, нели, како да одат комисиите, мислам дека малку ја утнавме, ама пред нас е времето, мислам дека ќе се усогласиме. Иначе да, Комисијата за статут и прописи треба да биде да ги разгледува од формално правен аспект исправноста на документите. Тоа е точно. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите исто ги содржи истите точки. Мислам дека треба во исто време да заседават тие две комисии, затоа што ги имаат сите точки. Ама Комисијата за избор и именување треба да биде пред комисиите каде што треба да се потврдат имињата. Благодарам. Благодарам. Заседувањето на комисиите и одлуки на самите председатели на комисии, како и на кој начин ќе продолжат да ги терат седниците на комисиите. Доколку никој друг не се јавува за збор, почнуваме да ги ставаме точките од точка број 10, заклучно со точка 29 на гласање. Предлог решението од точка 10 го ставам на гласање. Кој е за, молам да трене рака. Кој е против? Воздржан? Констатирам дека точка 10, предлог решението, е усвоено со 15 гласа за, 1 воздржан и 1 не гласа. Преминуваме кон гласање на точка 11. Молам, кој е за, нека крене рака. Кој е против? Дали има некој воздржан? Констатирам дека предлог решението од точка 11 е усвоено со 11 гласа за, 5 против и 1 воздржан. Преминуваме кон гласање на точка број 12.
Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржан? Констатирам дека предлог решението од точка 12 е усвоено со 15 гласа за, 1 воздржан и 1 неглас. Преминуваме кон гласање на точка 13. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржан? Констатирам дека предлог решението од точка 13 е усвоен со 11 гласа за, 5 против и 1 воздржан. Преминуваме кон гласање на точка 14. Кој е за, молам нека крене рака. Дали има некој против? Дали има некој воздржан? Георгија, воздржан? Да. Констатирам дека предлог решението од точка 14 е усвоено со 15 гласа за и 1 воздржан. Преминуваме кон гласање на точка 15. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржан? Констатирам дека предлог решението од точка 15 е усвоено со 11 гласа за, 4 против и 1 воздржан. Преминуваме кон гласање на точка 16. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Против? Воздржан? Констатирам дека предлог решението од точка 16 е усвоено со 15 гласа за, против нема и 1 воздржан. Преминуваме кон точка 17. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Против? Воздржани? Не. Констатирам дека предлог решението од точка 17 е усвоено со 11 гласа за и 4 против. Преминуваме кон точка 18. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон точка 19. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? Не. Констатирам дека предлогот решение од точка 19 е усвоено со 11 гласа за, 4 против, воздржани нема. Преминуваме кон гласање на точка 20. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог решението од точка 20 е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон точка 21. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Против? Воздржани нема. Констатирам дека предлог решение од точка 21 е усвоено со 11 гласа за, 4 против, воздржани нема. Преминуваме кон точка 22. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог решението од точка 22 е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон точка 23. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за? Против? Воздржани нема. Констатирам дека предлог решението од точка 23 е усвоено со 11 гласа за и 4 против. Воздржани нема. Преминуваме кон точка 24. Го ставам предлог решението на гласање.
Молам кој е за нека крене рака. Констатирам дека предлог решението од точка 24 е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон гласање на точка 25. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. 15. Скопно 15, да. Констатирам дека предлог решението од точка 25 е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон гласање на точка 26. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог решението од точка 26 е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон гласање на точка 27. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Добро. Против? Издржани, не? Да. Констатирам дека предлог решението од точка 27 е усвоено со 10 гласа за и 4 против. Преминуваме кон гласање на точка 28. Предлог решение за разрешување член во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе. Доставам предлогот решение на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека точката 28, односно предлог решението, е усвоено едногласно со 15 гласа за. Преминуваме кон гласање на точка 29. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Против нема, колку се. Констатирам дека предлог решението од точка 29 е усвоено со 14 за и 1 не гласал заради судебни интереси. Преминуваме кон следната точка, точка 30, предлог одлука за исплата на финансиска помош на лицето Михаела Митровска за медицински третман и лекување во странство. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ја ставам предлог одлуката на гласање. Молам со кревање на рака да се изјасниме кој е за. Констатирам дека предлог одлуката од точка 30 е едногласно усвоено со 15 гласа за. Преминуваме кон последната точка од денешниот дневен ред, точка 31. Предлог одлука за давање на временно користење недвижна ствар во општинска сопственост на државниот орган. Материјалите ви беа доставени, претходно ги разгледавте. Претрес по одлука со извештај од комисиите, доколку има да се произнесе некој. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ја ставам предлог одлуката на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлог одлуката од точка 31 е едногласно усвоена со 14 гласа за. Со ова, колеги советници, дневниот ред на четвртата седница на Советот на општина Гевгелија исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуствието.